нема таква акција, активност како што имаше во години кога се случуваа пожари, кога ја предводевме владата, кога правевме општа мобилизација на се што може да помогне. Кога беа ангажирани поголем број министри, директори, се бараше помош и од други држави и се добиваше. И навистина имало денови кога сме оделе од град во град и јас како премиер и министрите сме преспивале во други градови со цел да бидеме на лице место, да помогнеме, да дадеме елан на сите, да работат повеќе. Сега гледам дека го нема тоа. Оставаат некако само на помал број на пожарникари или луѓе кои што помагаат. И тоа си дава своји последици. Еве, 20 дена не може да ги изгасат пожарите. Тргна од Струга, каде што уште гори. Депонијата. Да. 2 месеци. Се префрли во Македонски Брод, каде што веќе имаме една жртва. 5 куќи изгорени. И никому ништо. Ниту има помош да им се прати на луѓето таму, ниту каде да се сместат, ниту на било кој начин некако да им се помогне. Гледам, нашите помагаат, Унија на млади сили, Унија на жени и така натаму, тоа треба да е дополнителна некоја помош, не треба да е основната и главната помош. Основната и главната треба државата да ја направи. Значи, ова е страшна загуба за Македонија. Ова е страшна загуба и зборуваме за дрва кои што се по 20-30 години ќе треба да се обновуваат тие шуми. Значи, имавме ситуација во Скопје каде што за 2, 3, 5 дрва се правеше голем проблем, а сега некои невладини организации, луѓе што лијаат крокодилски солзи, каде што имаме стотици илјади изгорени дрва, не кажуваат и не коментираат. Значи, гори во Струшко, гори во Кочанско, во Зрновци, па се угаси пожарот. Велешко гори, Чашка, еден куп други места. Значи, ова е страшно потфрлање на организација од влада, од министерство. Значи, имаме министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. На шумарство, шумите изгореа, ништо не се презира со денови и со недели. 400 киловолтен до трафостаница Драчево, мислам Пинтија, како е нарекува така. Тој дел е кисела вода комплетно, тој дел Драчево го снабдува со електрична енергија. Негде околу 25%-30% од градот Скопје. Значи, ако се зафати тој далновод, може 1/4 до 1/3 од градот Скопје да остане без струја. 200.000 луѓе. Да, пред 10 години кога се случи блекаут во Македонија, кога падна системот, тоа беше последица од пожарот што се случи во тоа време во Бугарија. Фактички повлече целата енергија Грција и ние тоа што станавме без напојување електрична енергија. Истото престои опасност. Во Бугарија, значи. Да. Пожар во Бугарија предизвика и Грција да повлече целата енергија од Македонија и ние тоа што станавме без електрично напојување. Истото може сега да се случи ако падне било кој далновод, поготово 400 киловолтен ако падне сигурно. Начинот на кој што толку лежано ги сваќаат работиви, освен што цело време се гледат и со средствата како ги кратат од многу важни работи, токму ова е еколошка катастрофа. Јас знам, например, еве вие ги спомнавте, се гледа дека има една институционална неподготвеност. Не знам што е работава. Дури ги спомнавте тие работи, меѓутоа јас знам порано како било, значи буквално и владата и сите министри на чело со вас, значи и приватниот сектор, значи се вклучувале, работеле. Истото беше и минатата година, буквално пред година дена имавме поплави, како се реагираше.